Опозицијата денеска веќе ги остри ноктите за тоа што ќе се случува утре и задутре во законодавниот дом, односно како ќе реагираат на новиот владин тим, на тимот што ќе го предложи Ковачевски. Значи, утре во парламентот на најако ќе биде Рирната уклучена и сабота и недела ќе биде ден, па и за гледачите на Собранискиот канал да видат што ќе се случува таму. Помалите партии што се дел од власта сега најавија дека ќе се подзамислат дали ќе го вклучат зеленото копче за владата ако не им се услишаат нивните барања, тоа е една изборна единица, добра владина програма и така натаму. Господин Лупчо Николовски до недела пред полнок ќе биде вице-премиер во оставка, а по полнок ќе се претвори во министер за земјоделие и шумарство. Меѓутоа, многу во јавноста се комбинираше и една друга ваша агенда можна како министер за одбрана, ама не станавте министер за одбрана. Нема да станете министер за одбрана. Добро, ќе се вратите таму кај што ви беше на почеток месецот во Министерство за земјоделие. Многу ладен ден денеска, велат на ваков ден кучи и маче заедно спијат. А што прават земјоделците на вакво ладно време? Ова е период кој што е мирен во делот на земјоделството и се креираат програмите пред се во Министерството, а владата треба да ги донесе, а земјоделците секако се спремаат за следната сезона. Оно што сакам да го кажам дека Лупчо Николовски тотално беше растеретен во целиот овој поглед. Ја 2019 година подпишав оставка од позицијата министер, се со цел да се навратам на партиските приоритети и оно што беа потреби во тој момент. И денеска, и во контекст на овие преговори, јасно и гласно кажав и на мандатарот дека доколку смета, сум тука, доколку не, секако, дека ја не сум од тие кои што смета дека 30 години во политиката треба да сум. Сум дојден во приватниот сектор и на барање на премиерот и на него мандатарот и на негово инсистирање заради резултатите и успесите одам повторно во истиот ресор во кој што сум бил. Значи вам не ви е дозволен еден месец како на другите колеги сега што прв пат ќе седнат во министерските фотели, вие веќе се ја знаете или треба да се ја знаете работата во Министерството за земјоделие која ќе дојде од понеделник. Добро, сакав ова на почетокот. Кога Заев реши и се одважи да даде оставка, никој не му бараше, ма даде оставка, тогаш вие како негова десна рака, како генсек, како човек кој што беше начело на изборниот штаб за локалните избори, и вие му се придруживте, и тоа јавноста го оцени, па добро, тоа е еден чин на лојалност и на коректен чин. Ама пак се појавивте вие во тефтерчето сега на Ковачевски. Бевте изненаден? Не бевте изненаден? Ја како што кажав, тотално сум растеретен од тоа да мора да бидеме тоа едно е дали сте растеретени, но дали бевте изненаден? Значи во политиката се влегува да одработиме за граѓаните. И доколку мандатарот проценил, ја разговарав дека моето лично чувство е дека не треба да сум понатака дел од владата. Заради тоа што кажав, не сум од тие кои што смета дека 30 години треба да се одржувате во политиката по секоја цена. Не, треба да го дадете својот влог и треба да продолжите и да има живот и после политика. Прифатив заради барањето на мандатарот. Заради тоа што по неговите проценки, по неговите анализи и согледувања, во мандатот 2017-2019 година се направени најголемите успеси во Министерството во секој еден поглед. И ги разговаравме детално. И тоа се фактите и аргументите, за да повторно прифатам да бидам начело на Министерството, за да навистина одработиме за целокупниот сектор и за граѓаните. Тоа е единствената причина. За навистината, така рече идниот премиер дека кога ги составувал листите за новиот кабинет владин, дека стари министри ќе бидат повторно дел од владата затоа што ги проценили нивните капацитети и сработеното. Ама вака, шанса, дадена ви е шанса пак. Ама шанса се дават на два начина. Прво, заради тоа што некому се оддава признание за нешто што сработил за квалитет, ама шанса се дава и како една шанса за поправен испит. Вие како тоа го обчувствувате? Јас кажав и
гледате дека и нашата кампања е дека се е јавно и ништо не се крие. Јас сум еден од тие кои што јасно, јавно, транспарентно и директно ги кажува работите и затоа еве го кажувам целиот разговор со мандатарот, кој што се базираше на убедувања од моја страна дека сметам дека треба да избере сосема нов тим и од негова страна со детали, факти и аргументи за сите успеси и резултати кои што сме ги постигнале во земјоделството во 2017-2019, што на крајот е неспорно и навистина го чувствувам како дополнителна обврска да уште повеќе и подобро направиме во овој период. Но нема да бидам скромен во тој дел, заради тоа што знам колкави беа резултатите во тој период и враќањето на работите во нормала. Колкави беа резултатите? На неселективната исплата на субвенции, на навремената исплата на субвенции која што ја немаше претходно, на враќањето на земјоделското земјиште, на вистинските земјоделци, на неселективната борба внатре и процесирањето на сите предмети без оглед за кого и да станува збор, на напредувањето на сите професионалци внатре во министерството и поставувањето на систем на вредности кој што испорачува резултати. Станавме лидери во ИПАРД програмата, лидери во искористеноста на земјоделските и рурални фондов. Воедовме многу мерки. Го планирате дојдеме кога станете министер. Така да резултатите во тој период беа причина и се единствената причина за тоа што повторно побара мандатарот да бидам начело на тоа министерство. Да, не од земјоделие, туку во една друга улога што имавте и што имате сега во владино тело, нели борба против корупција, организиран криминал и така натаму и така натаму. Сега, опозицијата знаете и самиот вас ве доживува како политички близнак на Заев. Се чувствувате ли како негов клон, односно како негова инсталација, зашто така ве обвинуваат? Лупче е инсталација на Заев. Воопшто не ме интересира кој каква етикета ќе стави. Мислам дека треба да ставиме крај на игрите, местенките, на нечесниот пристап. Во политиката се влегува да одработиме за граѓаните, за плата, честно, искрено и одговорно, и да ставиме ред, да има дисциплина, да нема недопирливи, законот да важи за сите и да направиме после 30 години храбри чекори како што направил Заев. Зоран Заев е единствениот лидер, а имавме многу председатели, премиери, министри, вице-премиери, но никој не успеа да внесе државата во НАТО. Само Зоран Заев успеа во остварувањето на таа стратешка цел и помрднувањето во остварувањето на тие стратешки цели, и тоа е за бенефит за сите идни генерации. И нема друг. Што вие говорите нешто поинаку од тоа што до сега, на пример, сте работиле? Во поглед на новиот, па да, во ангажманите, во ефикасноста, ефективноста, нели, не сме безгрешни, секој има нешто кој размислува, кој се гледа од пиче перспектива, ако се гледа нешто кај потврдил, па сега како ќе биде подобар. Вие вака? Апсолутно кажав, ќе продолжат активните и успешни политики во секторот за кој што сум кандидат. И мислам дека мандатарот има направено одлични проценки во делот и на составот, и на програмата, и на костурите на тоа што треба да го работи. Треба да испорачаме резултати, граѓаните очекуваат брза испорака на резултати во сите сегменти и сектори, ефикасност во работењето, одговорност во извршувањето на задачите. Верувам дека ќе се даде еден дополнителен нов дух, односно нова енергија во политиките и во начинот на раководење од страна на Димитар Ковачевски, кој што беше прв во тимот кога влегов како генерален секретар во партијата. Прв со кој што започнав работа во 2019 година беше токму Димитар Ковачевски како советник во кабинетот за стратешки работи и политики. Навистина верувам во неговиот капацитет, потенцијал, во компетенциите, во вештините и дека навистина ќе ги продолжи политиките на храбри и решителни одлуки кои што ги носеше Зоран Заев, така да во поглед и на сите престојни предизвици кои што ги има. Ај се малку за владиното тело, кај што сега се уште сте вице-премиер во оставка до неделна полнок. Јавноста некако не виде некоја отчетност и квалитативен исчекор во тоа владино тело борба против организираниот криминал. Еве вие кажете ни што е тоа што ние не видовме, а сработивте. Ги поставивме темелите на системската борба против корупција која што немаше 30 години. Повторно ќе кажам, 30 години се немаше храброст за многу работи да се направат и фактот што денес оваа позиција за која што многу очекуваа или бараа или сакаат да биде укината е меѓународно признаена и на барање на меѓународните партнери и поддржувачи и во разговори со новиот мандатар имат констатирано дека
оваа позиција воопшто не sme да се пипне. Мора да обстои и поставена. Зашто се покажавте храбар и одважен? Мислам, ме интересира мене лично кои се работи деталите, како на терен профункционира ова тело? После 30 години се носат храбри одлуки во овој поглед. За прв пат носевме план за борба против корупција, а исто така оставаме и во наследство на новата вице-премиерка нов план кој што веќе е изработен и кој што е за наредниот период. Меѓутоа, она што го направивме е законот за потекло на имот. 30 години немаше никој храброст да го донесе. Денеска е ексклузивно може да кажам дека го имаме драфт верзијата која што Совет на Европа ќе ја објави и ќе биде отворена за иницијативата од кај вас потекна? Апсолутно, да. Тоа е дел од планот за борба против корупција. Да не зборам за транспарентноста, за објавувањето на информации, коруптивните дејанија за дигитализација. Имаме 18 вашите колеги 18 мерки кои што веќе се имплементирани од целиот план и затоа носиме нов план. За прв пат се кратат управните и надзорни одбори. Воведовме систем за следење на предмети. Дигитализацијата е процес на промена на 250 закони кои што го води токму кабинетот кој што го води. Се донесе регистар на вистински сопственици. 18 различни мерки и политики веќе се имплементирани, а како што кажав, веќе на маса има и во владина процедура нов план. Антикорупцијската комисија е многу гласна и постојано она упатува на тие што се коруптивни дејанија и организиран криминал меѓу луѓето кои што се начело на јавни државни функции. Јас не слушна јавноста, да речеме, од вашето тело, кои се тие индивидуи, зашто се индивидуи кои што се посочени, кои што се огрешиле, кои што дајете зелен или односно црвен картон? Значи, првен донесовме нов етички кодекс кој што беше применет не само за министрите, туку за сите функционери. Се спроведува 180 обуки во тој поглед и обврската на кабинетот кој што се воспостави е да се грижи за интегритетот, да иницира разрешувања и да се грижи за примената на етичкиот кодекс. Колку разрешувања имаше? Десетина. И не е наша обврска, ние немаме инструменти, институциите функционираат за тоа. Што треба да правиме? Постојано паралелни институции. Затоа зборам. Ние воспоставивме темелни вредности, системски мерки кои што 30 години ги немаш. Сега системот е воспоставен, има силна меѓународна поддршка, меѓународно препознаен дека оваа позиција треба да обстои и да продолжи. Огромни инвестиции од страна на меѓународните партнери во тимот, во луѓе, во капацитетноста. И ние не сме тука да водиме предмети, ние немаме никој не ни дал такви ингеренции. Вие извршна власт. Координацијата треба, ама не само координација на овие 7 институции, мислам, има во државата кои што слично мора да се разбереме. Мора сите да сватат. Ние немаме ингеренции, ние не сме министерство, ние не сме тело. Ние немаме алатки. Ама требаше да бидете камшикот, така? Значи, ние воспоставуваме систем кој што го немал 30 години. Не знам како, значи 30 години се избегнуваат одредени работи само за да продолжи непрофесионалност, партизација и така натаму, клиентелизам. Се обидуваме и сум горд што воспоставиме темелни вредности, систем на нови мерки и политики кои што сега натаму треба да продолжат. А никој не ни дал, ниту сме имале интенција ние да бидеме тие кои што ќе го заменат јавното обвинителство или судството. Секако дека промените, реформите треба да продолжат и затоа збориме за дигитализација. Новата слика во поглед на борба против корупцијата, вака барем во фелата на политичарите. Воспоставен систем на мерки и политики кои што ги немаше 30 години. Треба да се спроведи, така? Апсолутно. И тие се спроведуваат и тоа е од сега. Ние планот за борба против корупција го донесовме во март 2020 година. Како може да очекувате дека нешто што се немало храброст 30 години да се носи, сега да даде за неколку месеци резултати? Зошто законот за поголема отчетност еве сега на вашата нова колешка ќе ги предадете, ќе направите работно воведување, ќе кажете во кој дел треба да обрнеме подготвена презентација на сите мерки, на сите системски политики, на целокупниот
план кој што го донесовме 2020 и за планот кој што е готов и скоординиран со регулаторните тела, со невладините организации, со целосна вклученост на сите, јавно, отворено, направен и креирани мерки со меѓународна поддршка. Така да сметам дека тоа е една новина во целокупниот систем за борба против корупција и резултатите кои што граѓаните ги има малку поизменета форма од тоа што вие сега го имате, значи антикорупција, добро владење, дигитализација. Значи на дигитализацијата ќе се даде веројатно поголем акцент. Постојано даваме акцент на дигитализацијата и тоа е инициирано од наша страна заради тоа што само со елиминирање на човечкиот фактор при испораката на сервисите и услугите кон граѓаните, со воведување на аудио-визуелен надзор таму каде што нема можност за дигитализација, ќе испорачуваме резултати. Веќе тимот кој што го водам подготвува измени на 252 закони, испративме и усвоивме декларација. 252, зашто се тие закони? Тие се сите закони кои што сме ги мапирале, на кои што макотрпно е работено во претходниот период, кои што се детектирани, каде што закони кои што значат испорака на услуги кон граѓаните, поднесување на барање, пријави, добивање на документи, дозволи, лиценци, секаде онаму каде што сметаме дека е распространената ситната корупција. Сега оно едно шалтерски систем што не заживеа, сега вака ќе се израз. Апсолутно, ние тоа го работиме цела година. По примерот на Естонија, нашата земја треба да биде нов пример на буквално дигитализирани 1300 институции и услуги во нивните рамки. Секаде каде што ќе го елиминираме човечкиот фактор, таму сме се избориле да нема можност за корупција. Затоа велам, не се видливи, но се системски мерки и политики кои што сме ги одолговлекувале, ставале под тепих или не сме преземале храбри чекори во претходниот период. Како што и законот за потекло на имот и конфискацијата на имот кон секој. Сега државната комисија може да води само постапки за актуелните функционери, не и за бивши. Со новиот закон кој што го воведуваме, секој оној кој што има повеќе од 30.000 евра неоданочени приходи од претходната година може да се спроведува. Може да се законот ќе се однесува за сите граѓани, ќе се спроведува граѓанска постапка и ќе нема да има можност да избегнете, односно да добиете средства или пари, тоа да го направите на грбот на граѓаните. Доколку имате разлика во приходи од над 30.000 евра од претходната година, пример, сте заработиле 50.000 евра, а сте потрошиле оваа година 100.000 евра. Односно, со плата од 20.000 денари сте купиле БМВ од 100.000 евра или купувате вили и не знам какво богатство. Може имаат богат чичко или стрина од страна. Јас сметам дека после транзицијата, после режимот, доаѓа време на храбри одлуки и сметам дека има генерација која што не е должна на никому, која што е растаретена и која што преку вакви храбри чекори навистина може да го трансформира општеството и да збориме за владење на право, за законот за сите да важи, секој да плаќа данок, да нема недопирливи, да има одговорност и да има испорака на резултати. Господин Николовски, и стручната судска фила ќе се согласи дека во Македонија и не ни фалат закони. Ние имаме закони, ама она што нам ни фали е достојно спроведување на тие закони. Сега кога спомнавте за конфискација на имотот, да, има случаи кај што треба да дојде до конфискација на имот, но знаеме дека во судската и во обвинителската пракса тие не се ефектуирани. Заради тоа што нема јасно законодавство, заради тоа направивме физибилити студија на анализа на многу земји од регионот и Европската унија и се покажа дека и покрај тоа што имаме одредени инструменти, немаме добро законодавство. И вашиот бивш и затоа носиме нов закон и затоа шеф и премиер Заев пред да дојде на власт, така рече овде. Сега не можам да се ориентирам надвор на палатата, на врвот од палатата, ќе воспостави систем кај што ќе се бележи нели секој одлеано денарче или евро од парите земени од тие што од граѓаните, ама од тие што злоупотребиле. Така, ама тоа не заживеа, не засвети тој семафор. Затоа правиме вакви реформи, вакви храбри чекори и одлуки кои што се детектирани дека мора да се донесат. И затоа велиме дека мора нов закон за потекло на имот, за да имаме и вам, на вашата колешка, на целата влада. Јас сум горд што воспоставивме целосен систем кој што очекувам
под раководство на новата подпредседателка на влада, навистина да продолжи координацијата на институциите, испораката на резултати, но и носењето на вакви одлуки и закони. 252 закони треба пратениците да ги донесат во собранието, доколку сакат да имаме земја без корупција, да имаме дигитализирана земја, да го донесат законот за потоп на имот, да ги донесат законите за... очекувам од вас. Кога ќе бидете министер за земјоделие, пак ќе се видиме, па тогаш исто ќе збориме за тоа. Што не се сработило, а што ќе се сработи. Првото прашање е колку вие му се ставивте на располагање на Ковачевски, побара ли во учество на таа креирање на владина програма, побара ли од вас помош и во кој дел? Апсолутно. Планот за борба против корупција кој што е во владина постапка, исто така е дел од владината програма и активно учествувавме сите и даваме поддршка и јас и останатите од СДСМ и останатите оние кои што се соработници на мандатарот и во делот на владењето на право, на борбата против корупцијата, но и во делот на оно што се политики во делот на земјоделството и руралниот развој, така да апсолутна поддршка и во делот на креирањето на програмата и во делот да ве прашам и околу консолидацијата кој што ја најави вашиот и партиски шеф, а и владин шеф ќе биде. Значи, дали консолидацијата е само Игор Ивановски, Шема, Славица Грковска, Зечевич, тие се добар почеток за еден таков мост на консолидација на постарите членови, мислам ветераните и новите, ама дали е тоа само толку? Кои нови луѓе, односно сега ќе се најдат од тие што ги знаеме се стари? Во подолните ешалони, во другите... СДСМ е најголемата, најмодерна, најорганизирана и дигитализирана партија со членство од над 82.000 членови и во СДСМ постојано се менуваат работите и затоа промените носат и победи. Гледаме дека во ВМРО-ДПМН ништо се нема променето. Само во овие 2 години 2 пати е променет централниот одбор на партијата, 3 пати е променето раководството, лидершипот на партијата и постојано има место за вклучување на луѓе кои што сакаат да дадат придонес. И ги поздравам сите одлуки кои што ги носи мандатарот во тој поглед и во делот на раководството. Еве, јас не сум дел од раководството и сме целосно сум растеретен во тој поглед. Сум бил дел кога највеќе беше потребно, во 2019-та и во 2020-та кога после 18 години СДСМ победи на парламентарните избори, бев шеф на изборниот штаб и денеска да се формира владата. Место во СДСМ има за сите и ние тоа сме го покажале во последниот период и тие промени и вклучување, единството, отвореноста, не само за луѓе кои што се од партијата. Треба вклучување на многу повеќе експерти, на многу повеќе професионалци и знам и верувам дека планот е преку партиските комисии тоа да се направи во моментот, заради тоа што доаѓа еден неповторлив период од 2,5 години во кој што очекуваме да нема избори, а да има преговори со Европската Унија и затоа не само луѓето и капацитетите од СДСМ, сите и требат на оваа држава да се вклучат, да дадат придонес и да зачекориме по тој европски пат. Малку се луѓе во државата и ни сите политики мерки што ќе ги креираме, мислам дека конечно луѓето очекуваат да се гради систем, да се врати довербата, да ги задржиме младите, да ги вратиме паметните и сите да се вградат токму во сите процеси кои што следат. А овие 2,5 години се неповторливи во кои што нема да има избори. Овој одговор многу долго не траеше. Добро, господине иден министер за земјоделие, нема да ви дозволиме еден месец кога ќе влезете во министерската фотелја, зашто таму си ги знаете работите и треба да знаете од што ќе си почнете, ама за тоа потом ќе се видиме. Како велат во рударско окно се влегува со среќа, ама ја ќе ви кажам и со ум затоа што ќе ви дишеме во врат постојано. Тука сме уште од првиот ден да испорачуваме резултати кои што граѓаните ги очекуваат. Тоа го нотирав претходно. Она што се очекување на граѓаните е после 30 години испорака на брзи резултати, на ефикасно работење, на одговорно работење и како и досега, така и одсега со уште повеќе сила верувам дека ќе ги имплементираме и испорачуваме резултатите и во секторот кој што ќе го води. Благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.